Народот веќе кажа не на улица, а сега веројатно ќе има шанса својата одлука да ја верифицира и на референдум, со што власта нема да смее да ја игнорира нивната волја. Иницијативата за народно изјаснување потекнува од опозицијската ВМРО-ДПМН, која најави дека ќе собира 150.000 потписи за да се распише референдум против бугаризација и асимилација, односно капитулација што ја потпиша владата. Како точно ќе гласи прашањето, дали ќе се однесува на целиот француски предлог со протоколот и промената на уставот или поединечно, за сега не се знае. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски најави дека започнува широки консултации со правни и уставни експерти за да се анализира како точно ќе гласи референдумското прашање. Во периодот кој што следи, дополнително ќе го искористам да се консултирам со експерти од оваа област и од уставното право, а ги има многу кои што се и околу мене, но и тие кои што не се околу мене, за да јасно го дефинираме прашањето и да јасно ја дефинираме методологијата со која што ќе излеземе пред граѓаните. Следниот чекор би бил собирањето на 150.000 потписи, што представува голема акција со строго утврдена процедура. Според законските прописи, потписите не може туку така да се соберат, туку ќе мора секој граѓанин со лична карта да се јави во подрачна единица на Министерството за правда и таму да го депонира својот потпис. Откако ќе се соберат потписите, тие се доставуваат до собранието. Според членот 21 од Законот за референдум, собранието е должно во рок од 30 дена од поднесувањето на предлогот да донесе одлука за распишување на референдум. Референдумот се смета за успешен кога се излезени 50% плюс 1 од вкупниот број на гласачи, а одлуката за или против на прашањето ја носи мнозинството од тие што излегле. Граѓаните се согласни дека за ова прашање мора да има народно изјаснување. Треба да имаше референдум, али овие СДС не дават никаков референдум, не дават ништо. Сите само гледат нивно да ја продават на Грција, продадат тоа, Бугарија нашиот дел таму што беше и тоа, и нема македонци. Не може да дозволиме и бугарите да влезат во уставот и затоа мислам дека треба референдум. Гласот на народот мора да биде слушнат. Широки сме ние македонците, сите ги прибираме. Кој ќе остане? Африка цела ќе, да, Африка ти фали уште. Ама народот овде не може да го заборави тоа што праеле бугарите на времето. Ето тоа е. Но останува стравот кај граѓаните дека може да се повтори истото сценарио од 2018 година со неуспешниот референдум за промена на името. Тогаш, иако не беше исполнет првиот услов, односно немаше цензус, надлежните го прифатија како успешен и следуваше промена на името. Ако се суди според предходните искуства на политичката сцена, можно е и сценариото од 2004 година, кога беше распишан референдум за територијални поделби, но и тој пропадна заради слаба излезност. Пред се, поради кампањата за бојкот на тогашната владеачка коалиција СДСМ-ДУИ под паролата "Некои прашања не заслужуваат одговор". За разлика од референдумот кој во 2018 беше консултативен, доколку опозицијата успее да собере потписи како што најави Мицкоски и истиот се одржи, тој би бил обврзувачки за власта.